Така е, време е за оброкот на денот. Ако не следите од самиот почеток, знаете веќе дека во студиото ни е Дино Николич, односно ќе ни подготви еден секогаш интересен, специфичен и секако вкусен кето оброк. Сега дознав кога одеа промото здраво, Дино, добро ни дојде, ама дознав дека од промото, односно од гостинката, докторката која што ќе биде кај Марија во Телма амбуланта, всушност имате исти мислења, така или бевте да се видите? Што ви реча доктор Шушлевска? Го читала сајтот и така ни сконтактира и коментираше дека мускултура.мк да, и коментарот беше со све се согласувам, управо сте, сакам да се видиме, отидовме, разговаравме и така. Да, и? Да. И е заинтересирана за некаков тип на соработка, може би? Да, е многу интересен моментот од медицински аспект. Да. Има некои контрадикторности. Едни медицински лица мислат едно, други мислат друго. Как, на кои контрадикторности на прва линија мислиш? Во однос на исхраната, во однос на што е добро да се прави, а што не, во однос на превенција, во однос на кога треба да се дадат лекови, а кога може тоа да се спречи со животен стил. Да. Баш околу тие работи разговаравме и тоа што кажа е дека би се допаѓа тој начин на размислување во однос на исхраната. Полека зима замав овој начин или мускултура.мк и сите оние луѓе кои што се следбеници или поддржувачи на ова. Да, дефинитивно. Да. А ако треба да објасниме за оние кои што можеби прв пат го гледаат Дино, што значи кето во принцип? Кето е начин на исхрана. Начин на исхрана. Да, кој што се базира на одредена количина на масти, така. на протеини и на ниска количина на јагле хидрати. Да. И доколку тоа го направи човек, доколку се храни на таков начин, ова е многу едноставно кажано, сепак треба да ги имаме сите нутриенти, да имаме диетални влакна во храната и така. Доколку така се храни човек, неговото тело ќе се префрли од работа на шекери, бидејќи во суденешната исхрана телото енергијата ја добива претворајќи шекер во енергија, односно јагле хидрати. Доколку не му даваме таква количина јагле хидрати каква што вообичаено му се дава со денешната исхрана, која што е прекумерна, телото ќе се префрли својата енергија да ја добива од мастите. И ќе почне да согорува масти. Е подобро да биде така. Да, многу подобро, многу поефективна енергија. Митохондридите, фабриките за енергија стануваат многу поактивни, менталниот фокус се избиструва, многу работи се случува. Така е. Знаеш како порано кога ќе зборувавме за тоа диети вакви или исхрана ваква таква, кога ќе се спомнеше кето, многумина вила, тоа што треба само месо да се јаде. Всушност не е така. Не, воопшто не е така и не е. Или кога зборуваме за протеини и заради тоа нели протеините ги мешаме со можноста да јадеме месо. Да, точно. Не е само месо, дури и вегетаријанец може да биде на кето исхрана. Да, меѓутоа и не е диета, односно начин исхрана со висока содржина на протеини. Туку има точно се знае колку треба да биде соодносот и тој може да варира зависно од индивидуата и зависно од целите, меѓутоа сепак има одредена граница доколку може, доколку не, заради тоа што таа не се базира на нечие мислење, како се јас мислам дека вака и нема да јадеш тоа, ќе јадеш тоа, туку ако јадеме кето, нашиот организам влегува во една состојба наречена нутритивна кетоза. Тоа е начинот на согорување, како ги добива фактички, како ја добива својата енергијата. Да. Кога ми спомена вчера во пораката, нели, да биде правилна исхрана или што значи правилна исхрана, кога правилната исхрана е правилна, ако така можеме некако да концепираме, веднаш се сетив на муабети од типот, нели, секогаш правиме муабет за тоа зошто, иако е сега зголемен животниот век генерално, но кога станува збор за нашите баби и дедовци, да речеме толку еднолична храна јаделе, се сеќавам, особено до ручеци и вечери, ретко и ги немало вечерите, колку што се сеќавам за моите баба и дедо, но секојдневно се јадеше попара. Значи млеко надробено со лепче или не знам на лепче такво печено под овакво под на фурна ако имаш дома, нели, пошто сме живееле во куќа некогаш, и тоа намачкано со, не знам, маст, да речеме, и со црвена сол, и тоа било тоа кој што можности или не знам што, оние ретки биле фамилиите кои што чувале дома, нели, одгледувале домашни животинчиња како свинчиња, кокошки, па да имаат можност и такво нешто да си дозволат. И таа била правилна исхрана некада. Така, во тоа време кога немало можност вака да се... Затоа што, не знам, баба ми, освен што имала проблем со срце, генерално немала некој друг проблем здравствен. Да, јасно. Видите, правилната исхрана
јас ја нарекувам правилна, всушност и првите два збора напишани на Мускултура МК сајтот, првата статија се правилна исхрана. Добро. Правилната исхрана и објаснувам што е. Добро. Зошто ја нарекувам правилна? Исто и од аспект на вежбањето. Јас не велам само вежбање, туку правилно вежбање. Правилна исхрана е правилна заради тоа што ја зголемува способноста на единката и на организмот да живее добро. Значи тоа не е само ние се храниме, туку ако правилно се храниме, тоа ќе не направи нас посилни во животот. Ќе ни даде поголем фокус, ќе ни даде поголема енергија, затоа што видите што се случува. Човекот е склоп од фактори, не е само една работа. Човек е само едно, тој има ум. Во умот има многу работи. И добри и лоши. Има тело. Сите тие се сегменти негови компоненти. И некогаш човек вели, сакам да направам оваа работа, имам цел тоа да го направам, од утре тоа ќе го правам. Добро. И он станува и едноставно е уморен. Значи он сака да направи нешто, ама телото не му дава. И сега тој не е во координација со своето тело и со својата цел. И што добиваме? Добиваме нехармонија. Ако имаме правилна исхрана, правилната исхрана ја зголемува способноста да човек може да ги следи своите цели, при тоа телото е како возило кое што нас треба да не служи, а не нешто што ние треба да го обожуваме и да го служиме ние. Значи тоа нас треба да не служи. И доколку јас сакам да утре правам одредена работа, самани да се разбудам и да бидам буден и да бидам свеж и телото да не ме влече. На тој начин јас сум во хармонија со себе. Доколку јас дојдам кај вас веќе хармоничен, многу е поверојатно дека ќе бидам во хармонија со вас. Доколку јас дојдам, мојот ум сака едно, мојот тело вика чекај, тука ме жига, тука ме боли. Да. Јас сум стресови 10 во текот на денот. Да, од најразни видови. Да. Мене ќе ми биде многу потешко да бидам и во добра хармонија со вас. Да. Значи тоа фактички тежно е да го влоши начинот на живот и го прави човек посклон кон моменти на вознемирување, односно на нехармонија. А што значи на нехармонија? На некоординираност со другите околу неа. Така, една фирма успева за тоа што кога успева, заради тоа што сите делови и сектори се во хармонија, односно хармонијата не е статично како што некои луѓе можеби ја замислуваат. Сега јас седам, уживам и сум во љубов со животот. Да. Животот е активна работа, тоа е повеќе глагол отколку именка. Значи ние живееме, работиме, функционираме, ставаме цели. Доколку сме во хармонија, тоа значи ние сме координирани, сме на иста страна во однос на целите и работиме заеднички. И тоа ние го правиме со нашите програми, на луѓето им помагаме да постигнат поголема хармонија со себе и со животот. Да. Кога правиме муабет за вакви работи, луѓето можеби често дома седејќи мислат, Бог знае ова колку е скапо. Скапо ли е да направиш некаков, како се ка, пресек во животот и да почнеш нешто ново? Од твој агол, еве, нели ти си почнал со ова како некој кој што ги користел овие производи или сакал да направи нешто, па потоа дојде и производите кои што заедно со група луѓе ги создадовте, нели, и ги има на нашиот пазар како македонски производи, како македонски бренд. Точно, да, тоа е баш наше домашно. Да. Не е воопшто скапо. Скапо е кога некој не знае. Тој што нема да навлезе, што не е упатен, ќе му биде скапо, бидејќи тој ќе мисли дека треба да јаде дневно кило месо, на пример. И тој ќе рече, па тоа е многу месо, па ова треба, па треба вака, а тоа ми е многу. Во суштина не постои скап здрав живот, постои скап живот. Ако човек не живее правилно, се станува скапо. Значи, многу пари може да требаат и за да прави штетни работи човек. Многу пари може да требаат за да прави добри работи. Ама потоа многу пари треба и за медикаменти за да нели го надминеш секој здравствен проблем кој што ќе се појави. Точно. Така, не мислики на своето здравје кој што секако доаѓа преку усат или преку исхраната. Така е. И време потрошено и енергија, хармонија нарушена со себе, со животот и така. Дисбаланс еден тон. Точно, баш така. Да, добро. Ајде сега да кажеме што, значи готвевме, таа пицата мора пак да ни ја направиш. Ќе ја правиме. Следниот пат, значи овдека имаме многу, еве, поздрав колешке, да, имаме и колешки и колеги таму што не ни пробале пица, може кето следниот пат од Дино, да. Да, значи имаме тука ова е протеинот, всушност, така не ни треба брашно за овој оброк. И ова е путарот, не дека правам реклама, ама заради тоа што е наш домашен производ и мене ми е особено драго, заради
тоа што моја Јана која што има специфичен вкус за нешта што ги пробува, нели? Кога она рече дека е подобар од оној кој што секој го пробала, значи дека сте на вистинскиот пат за добар производ. Фала многу. Баш ми е драго, фала за добрите зборови. Да, и ова е еден понов производ, ова е путер од кикирики и лишници. Да, мешан микс путер. И сега ќе направиме еден многу едноставен оброк кој што всушност ако се користи правилно може да биде многу голем сојузник во нашите напори да постигнеме повеќе хармонија. Супер. Да, затоа што ќе содржи добра количина на масти, добра количина на протеини, заситува, нема да го качува шекерот во крвта, нема да ви направи падна енергија после 2-3 сата, туку напротив дава енергија. Ви дава енергија. Супер. Добро. Што ни треба, Дино? Ни треба протеин. Добро. Во прав. Пожелно е, значи ја би рекол морално е да нема вкусови, да нема засладувачи. Само што ќе те прашам дали има нешто што е као со вкус на, не треба. Треба да е наједноставниот, најнеутралниот. Точно, и ова е неутрален, значи само една состојка е и затоа е многу добро затоа што може да се практикува во многу, да се применува во многу оброци, да се прави леп, да се прават шејкови и така. Заради тоа што вештачките бои, они додаваат бои во протеините. Боите си имаат многу негативни последици. Дури сега видов едно шишенце за еден енергетски напиток за пред тренинг, кој што има многу убави состојки во него и пишува има боја, има тоа, има таа боја, во заграда предизвикува проблеми со внимание кај деца. Друга боја предизвикува проблеми со они веќе мораат да ги напишат тие работи, се зашто да пиеме такви работи што таков ефект прават. Плюс вештачките засладувачи голем дел од нив ја успоруваат функцијата на цревната флора, го нарушуваат варењето, прават дуење, креваат апетит на вештачки начин, така да најубаво е чисто. Супер, добро. Ајде да го предвидиме колку е само. Добро, 10 минути ќе ни се доволно? Да. Добро, таман сме. Ајде. Ќе направиме сега еден да видиме што мериме. Кето крем. Кето крем. Да. Добро. Ајде, кето крем, Дино. Ова не сме го пробале, така? Да, не сме го пробали и е преубав. Супер. Знам дека еднаш ни раскажуваш, односно ми се чини дека тоа беше првото твое гостување во Телма, кога ни раскажуваше за тоа дека многу луѓе со дијабет имаат многу добри резултати во однос на оваа кето исхрана. Тоа значи дека може некој да стигне и инсулинска терапија да остави од кето? Зависи кој, ако некој има дијабет тип 1. Добро. И ако е веќе години назад, така? Не сум сретнал да може да остави, меѓутоа може да се намали, значително да се намали. Значи може да се намалат единиците на инсулин што ги користи, значително. Ако е дијабет тип 2, може да се постигне ремисија, значи скроз да се тргне инсулинот. Да, се случува тоа. Во суштина, исто и за дијабет тип 1 има случај на ремисија, што тоа за медицината и за науката е нешто сосема ново, меѓутоа го прифаќаат. Постојат студии, постојат случаи документирани, дури од Светска дијабетес организација, баш за тоа планирам ускоро време да објавам текстови, фасцинантни откритија се. Фактички тоа ни укажува колку е непозната моќта на исхраната. Да. Има луѓе, особено доколку се во почеток на дијабет тип 1, доколку преминат на ваков начин на исхрана, јас го имам видено и баш кај два случаја моментално. Докторот од плодност, доктор Тачи, да, тоа беше друг тип на дијабет. Да, и он рече јас ги фрлив лековите за шекер. Лекови он пиеше, само добро. Да, некои од тие лекови се лекови кои што прават да телото реагира на инсулин. Да реагира на наредбите на инсулинот, да стане фактички поосетливо, за да може шекерот да се впие во фактички да влезе во клетките. Сега овој начин на исхрана и не е само исхрана, значи тука се навики животни, тука е спиење, тука е вежбање. Фактички ја зголемува осетливоста на инсулин и како што телото реагира подобро на инсулинот, така лековите што го тераат да реагира на инсулин стануваат понепотребни. Така. Да. Имаше, значи, два случаја мали деца кои што добиваат, односно им се утврдува дијабет тип 1, кои што родителите едноставно одлучуваат да ги хранат на овој начин со ниска содржина на јаглехидрати и слично, и тие веќе со месеци не користат инсулин. Браво. Да, и докторите она што им велат е дека не им се верува како е тоа можно и идејата е во смисла ама не се радувајте многу затоа што не може вака да биде. Они не гледаат дека е тоа можно. Дека е можно. Да, затоа што и реално тоа не се учи, не го пишува во учебниците. Не го пишува, така е. Ова се искуства од кои што веројатно ќе учат следните генерации. Да, и со месеци се уште нема. И дури има документирани случаи, исти такви во светот, на млади луѓе кои што се префрлиле на време, се префрлиле на овој начин на исхрана,
и едноставно веќе нема потреба за инсулин, телото почнува да лачи затоа што дијабетот тип 1 се уште науката не е 100% сигурна. Дали сигурна е што е, како е, зашто е, дали се напаѓа само себе, што се напаѓа. Има некои мислење дека е тоа вирусно заболување, дека има врска со вирус, дека е од гените, дека е од во утробата што се случувало, дека е од храната. Меѓутоа, она што ја го имам увидено е дека што и да е, тоа се активира на некој начин. Така, никаков тригер му треба, нешто се случува, да, затоа што е стрес некаков, нели, некоја стресна ситуација која што ја од моите случаи кои што ги познавам се сите стресни ситуации во кои што, нели, поголем шок на телото, нели, во тој миг неиздржлив се создава некаков адреналински, нели, како велиме ние, и тој шок веројатно тело само се мои претпоставки, ништо не ниту со науката, ниту. Да, ајде сега одиме. Подсетивте на имаше едно истражување баш за дијабетот тип 1, бидејќи дијабетот тип 1 се карактеризира со тоа што клетките што треба да лачат инсулин, фактички не лачат, се уништуваат. Така. И сега има едно многу интересно истражување. Научниците ги трнале клетките, ги ставиле во надворешна средина, значи во лабораториска средина, вон телото и тие лачат инсулин. И сега чара. И они тврдуваат дека нешто има во телото што се случува, што активира. Да. Бидејќи вика тие не се неспособни, после тоа вика работат. Разбирам. Значи нешто има што му прави блок на телото, односно на овие клетки кои што се случува, го тера да се бори против себе фактички, ствара воспаление и така. Така е, да. Ајде Кримов да го направиме. Добро ми рекоа дека ни даваат уште 3 минути. Како беше една 3 од карти? Да. Да. Добро, значи протеин, 2 лажици колку што разбрав. Малку млеко. Да, 30 грама протеин ставам, ова како една доза, како еден оброк, да речеме. Добро. Да. Се со мерки, така? Да, за да можеме точно да покажеме. Добро. И сега ќе ставиме 100 грама путер. Тоа значи една голема лажичка? Па да. Во принцип, готово. Ајде. Може вака. Може. Како сакаш, така може. Супер. Толку е 100? Да. Ето. Точно. Ставивме млеко. И може да се додаде исто така какао. Да. По жело. Значи може да се прави варијанта со какао, може да се прави варијанта со цимет. Одлично. Се додава стевија, јас би додал стевија, значи не шекер и слично. Добро. Да, за да... А ако додадеме шекер, веќе не е тоа? Не е тоа. Заради тоа што не само што шекерот сам по себе е штетен и нели ги дава тие негативни ефекти, кога се јадат висока количина на јаглехидрати, шекерот е јаглехидрат. Така. Во комбинација со масти, тогаш уште повеќе телото е склоно да акумулира масти. Да. И сега мишкаме. Да. Ова е, значи, за 3 минути се прави овој оброк. Така е. Многу едноставен. И ова е оброк баждино или нешто меѓу два оброка некако? Ова е оброк. Човек да го изеде ова ќе биде сит со часови. Браво. Добро. И има голема количина, мислам, многу добра количина протеини, многу добра количина масти. Да. Што е добра количина протеини, масти? Многу зависи од единката и од незините потреби, од цените што ги има, меѓутоа ако изеде да речеме 3-40 грама, сега зависи, пак варира. Некој може 30 грама, некој може 60 грама во оброк протеин да изеде, меѓутоа доколку е тоа со добра количина масти, може да бидат 70 грама масти, 80 грама масти, што вака може би на прв поглед изгледа многу и да ги видите во чинија толку масти ќе кажете вау, ова е премногу. Добро. Меѓутоа организмот кога се префрла тие масти се она на кое што работи. Тие не одат никаде, туку нив ги фактички ги потрошуваме. Затоа што ќе работи на нив. Доколку работи на шекери, организмот ги зема тие масти, не ги троши нив, ги гледа и вика вие сте вишок, ајде да ве складирам и ќе ги складира, а ќе се го троши шекерот. Доколку се резервите пуни на шекер во организмот, да, дополнително ќе создава масти. Да. И така доаѓа до зголемување на тежината. Кажи ми сега со како се вика девојката? Ивана. Ивана, да. Не знам дали Ива или Ивана. Со Ивана сте комплетно двајцата на кето? Да. Да. Што значи тоа доручак, ручак, вечера? Можеш ли да ми кажеш што јадете? Да, можам да ви кажам да што преферирате или што правите? Да, има чуда може да се прави, значи вие сами си создавате пастрма или? Да, со нашето брашно правиме фантастични пастрмајни. Следниот пат не пица, пастрмајлија. Добро. Ајде. Пици, нормално месо, манџа, салати,
млечни производи. Како тамо кето? Што правиш со кетото тамо? Тамо и нема јагле-хидрати ако не јадеш леп, предпоставам, или? Да, Во манџа, ако ставиш се за компир манџа, компирот е скроп. Тој има. Да, тој е пун со јагле-хидрати. Добро, да. значи не ти треба компир. Да. Што ќе направиш? Компир значи манџа ќе ја смениш. Значи секогаш тај само нема компир. Да. Како беше како ананас диетата. Правиме боранија, например, зелка. Добро. Многу зеленчуци се користат и не значи дека компирот е лош, дека човек не смее. Меѓутоа го консумирате компирот? Многу ретко, преретко. Да, и па тогаш и ориз со скроп, така? И граф е скроп и грашок. Оризот е 70% јагле-хидрати. Значи оризот е 70% шекер. И сега се зборува за гликемиски индекс, значи колку некоја храна брзо го покачува нивото на шекер во крвта. И баш и во вашава емисија гледав нутриционист кој што зборуваше за тоа и препорачува да сега е многу добро затоа што се повеќе луѓе увидуваат високиот гликемиски индекс што прави. Дека го качува шекерот и дека тоа е штетно за организмот во моментите кога имаме покачен шекер. Вие се бале на тест, ќе направите тест, шекерот ќе биде нормален. После тоа ќе отидете ќе јадете бурек, кифла и вие преку цел ден живеете со покачен шекер. Киселината да спиете са бале, тоа е нормализиран. И тоа не значи дека немаме проблем. На ноќта се телото работи, се уште работи добро, меѓутоа со тек на годините после тоа почнува да не може ни да го регулира. И сега препорачуваат нели храна со понисок гликемиски индекс, како тоа да е спасот, во суштина не е, заради тоа што постои многу погрешно разбирање на гликемискиот индекс и за она што се смета за низок гликемиски индекс. Значи, гликемиски индекс се рачуна според тоа колку гликозата, како чиста гликоза, го крева нивото на шекер во крвта и таа е базната мерка. Според неа се мерат сите други. Нели до 6 е као нормален? Не, ова е гликемиски индекс фактички на храната. Секоја храна. Нешто друго. Храната колку добра. Гликозата има 100 гликемиски индекс. Например, ако земеме да јадеме леб, добро. Тој има одреден гликемиски индекс, околу 100. Значи лебот е повисок гликемиски индекс од белиот шекер. Белиот шекер има 65 гликемиски индекс. А солта? Солта нема затоа што не го качува шекерот во крвта и не е јагле-хидрат. Месото на пример нема гликемиски индекс, затоа што не го качува шекерот во крвта. Јасно. И сега што се случува? Циметот вела дека е добар за диабетичари. Вистина е тоа дека го намалува? Циметот е супер храна. Така? Циметот е нешто фантастично, циметот е толку моќен, тоа е како лек. Меѓутоа мора да се направи разлика, он има една многу битна супстанца во него. Има два вида на цимет. Цейлонскиот цимет, значи пишува цейлонски цимет, тоа е оно што е добар. Обичниот цимет што се продава во продавниците не е лош, меѓутоа тој не смее во голема количина да се конзумира. Дозирано да се зема. Добро. И штета е што циметот не е толку размен, па се користи како прстов фат, а не треба многу повеќе да се користи, меѓутоа цейлонски цимет и затоа тој гледај сега, јас обожавам на пример да јадам сутлијаш. Добро. Значи сутлијаш е млеко, ориз, што има исто така, нели шекер и така натаму, и одозгора ставаме цимет. Тоа е шекерна бомба. Така, тоа е невозможна комбинација во кето, например. Така, што би била замината за мојот сутлијаш? Многу работи може да се направи. Еве што би било замена. Ова? Да. Добро. Ке пробаме, ке ти кажам дали ми е замена за сутлијаш. Дефинитивно е, заради тоа што кога човек се префала на ваков начин на исхрана, и стравовите, потребата за јагле-хидрати се намалува. Ако би се пиело сокови, би се јадело благо, би се јаделе пити, едноставно, многу луѓе си мислат, мене ми треба, тоа јас го барам, всушност тоа телото го бара. Тоа е физиолошка потреба. Тоа е така. Кога се префрламе на правилен начин на исхрана, фактички телото ги менува своите физиолошки потреби, се смирува и не бара, и не е толку гладно, и не плаче по јагле-хидрати. Така. Да се вратам на гликемискиот индекс, она што го велат како низок гликемиски индекс, уствари е многу грешно, заради тоа што тоа е сепак превисок. Они сметаат дека 55 под 55 е веќе низок гликемиски индекс и тие храни што се со 55 се многу безбедни. Во суштина од 100 до 55 физиолошки нема голема разлика за организмот. Многу негативен ефект и 55 е превисок гликемиски индекс. Добро. Чекај да видиме. Уште една минута имаме, готови сме? Да, ова е готово. Затоа многу луѓе се префрлаат на понисок гликемиски индекс, а пак не можат да ослабат, пак не се регулираат некои работи или после пак се враќаат заради тоа што шекерот го контролира од еден аспект и апетитот. Така е. Само уште нешто те прашам. Кето исхрана
значи дека може да ја користиш за да си направиш добро или треба цел живот по тоа да продолжиш со тој начин на исхрана? Тоа е исто генерално мозокот. Тоа е одлука, да. Јас, например, јас сум преку 7 години на овој начин на исхрана, ништо не ми недостасува, имам се, имам многу повеќе него било кога претходно, во смисла на комбинации, на оброци. Вкус, во однос на се нешто. А и за јадење. Многу луѓе мислат, ќе изгубам сега макарони, нема да можам. Добро. Тоа има милион варијанти, милион работи што се прават, да, кои што всушност ви даваат повеќе. И со тек на време перцепциите се избиструваат. Храната станува уште поубава. Уживаме уште повеќе. Добро. Значи следниот пат кето пастрма или следниот пат Дино, договорени? Ете, а ова кримчево ќе го пробаме заради тоа што 11:03, ти реков дека секогаш има уште некој муабет. Ви благодарам и денеска, Дино, ајде заедно да им кажеме чао, вдека на двојче. Чао! Ке пробате и вие, ако ја го сватив това рецептот, ако не на muskultura.muka и таму го има и овој рецепт. Така, Дино? Точно. Ајде, поздрав, чао! Чао, чао.